Домот на културата во општина Ѓорче Петров вчера вечер беше претесен за да ги собере сите хумани граѓани кои со своето присуство на хуманитарната забава му помогнаа на малиот Дамјан. Хуманитарниот концерт во организација на општина Ѓорче Петров во соработка со група граѓани од општината, на кој настапија голем број музички имиња, се одржа под мотото да запееме со душа за Дамјан да слуша. Дамјан беше опериран на 17 април и во мозокот му беше вграден кохлеарен имплант, со чија помош тој треба да почне да ги прима звучните сигнали. Општината и група граѓани собраните средства во износ од околу 50.000 динари ги наменија за трошоците за неговото лекување и одржување на имплантот во постојана функција. На истата локација и претходно беа организирани хуманитарни концерти, што ја прави општина Ѓорче Петров, една од најхуманите општини во Скопје. Градоначалникот Александар Наумовски искажа подготвеност и во иднина да организира слични хуманитарни активности за потребите на неговите сограѓани. Општина Ѓорче Петров се покажа како хумана општина, често организирате хуманитарни манифестации кои што гледаме дека се и многу посетени, што ве мотивира најмногу? Најмногу не мотивира желбата и искрените намери да се помогне на нашите граѓани на кои што навистина им е потребна помош, особено во материјални, парични средства заради нивно лекување конкретно за овој настан. Мотото е да запееме со душа, за Дамјан да слуша, се работи за наше мало дете, жител на Ѓорче Петров. Ова се серија настани на Ѓорче Петров на општината, меѓутоа не само општината, јас сум премногу задоволен, среќен и горд што имаме наши луѓе во Ѓорче Петров кои што имаат голема општествена одговорност и само иницијативно се дел од организацијата на овие настани. Таков серија настани хуманитарни беше пред некој ден и патронатот на Основното училиште Ѓорче Петров беше одбележан со хуманитарен хепенинг за ученичка, која што им беше потребни парични средства за операција. Големиот број присутни ги забавуваа младите музичари Магдалина Алексовска, Ристо Самарџиев, Владко Илиевски, Џина Папаш Џокси, кои ги прашавме колку често се дел од хуманитарните забави кои се организираат и каков е нивниот впечаток за одзивот на присутни. Денеска сте тука хуманитарно да се помогне на едно мало детенце кое не може да слуша. Колку често учествувате на вакви хуманитарни забави? Па секој некој ќе ме повика. И ова може би е 100 пат, ако не се лажам, ако не и повеќе. Убаво е тоа да се даде поддршка на вакви манифестации, ако може тоа така да се каже, бидејќи не е само она дека јас настапуваат и многу други луѓе. Со тоа што сметам дека одзивот треба да биде многу поголем. Значи се соочуваме со еден ист проблем кој се провлекува воопшто било кога се организира некој ваков настан. И треба да се даде поддршка. Ние знаеме дека државата колку толку помага, меѓутоа и не може на секого. Ако го немаме нашено човечко во себе за да му им помогнеме на оние кои им треба навистина помош, ова е навистина малку. Значи мора тоа да се развие, секој да е свесен дека треба многу повеќе да даде самото од себе за некому да се помогне. На многу сум ги поминал и секогаш една те иста атмосфера ми се повторува. Значи, да, сите имаат волја тоа да го сторат, ама кога ќе дојде моментот да се помогне, да се види кој помага, ги нема луѓето. Добро, ова веќе можеби вечерва можам да кажам солидно, а имало и бетер. Па пред се благодарам што ме поканија на вечерашна манифестација, посебно голема благодарност до Магдалена, до Маги. Секогаш сум секаде како се вика, присутен каде што има хуманитарни настани, никогаш не одбивам еден ако не сум тука. И баш ми е мило што вечера сум дел од овој концерт, ќе испееме неколку песни, ќе помогнеме и така. Апсолутно секој еден треба да си помогне сами од себе прво, да разбере што и како се случува во нашето општество. И кога ќе се разбереме самите себе си, ќе имаме разбирање на за другите. Особено ако се тоа некои други кои што се со одредена различност, како што е момчето, односно малото детенце Дамјан, за кого сега станува збор вечерва, кој што има вграден имплант кој што треба да се одржува за да може да слуша, како што јас и вие сега се слушаме една со друга. И се надевам дека
секогаш секој ден од нас ќе најде барем трошка време, барем трошка разбирање да ги поддржи ваквите настани, да им пружи поддршка и помош на оние на кои што им треба, затоа што ако не може тоа родителот, ако не може тоа државата, барем ние онолку колку што ни дозволуваат можностите да бидеме хумани. Концертот продолжи со звуците на класичната музика со Марко Наумовски, Екатерина Лукарова, Изабела Велковска и Олја Михајловиќ на флейта, Александар Војнески и Бојана Мирковска на виолина, Нина Крагоевска на кларинет, Виктор Богоевски и Дамјан Иловски на тромбон, Александра Кировска гитара и Дани Жоговска на пијано. Со цел собирање на што поголем број финансиски средства за лекувањето на Дамјан. В сабота парите собрани од продажбата на билетите за фудбалскиот надпревар помеѓу Македонија Ѓорче Петров и Влазрими од Кичево ќе бидат донирани на неговото семејство. Во сабота во 16:30 часот Македонија Ѓорче Петров фудбалскиот клуб игра круцијален надпревар за влез во првата лига, решавачки надпревар со екипата на Влазрими од Кичево. Настанот, картите што ќе бидат собрани со присуството нивно, ќе бидат донирани исто за Дамјан, за штитеникот на вечерашниот настан.